Во време на пандемија, ранливите социјални групи се најзагрозени од економските последици. Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период е најгласно околу законот кој треба да гарантира неработната недела. Минатиот месец пак во собранието беше изгласан и законот за спречување и заштита на насилство врз жените и семено насилство. На овие актуелни теми разговараме со министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Неработната недела секако ги подели мислењата на јавноста. Значи, едни веруваат дека можеби ќе стигна до некаква правда и дека недела ќе биде ден за одмор, други пак велат дека ова станува бесмислено во 21 век, каде што вие велите главниот мотив е да се сочуваат семејните вредности и неделата да остане како ден за одмор и ден за семејството. Дали сметате дека ова е доволно оправдана причина, иако малку наликува на еден избрзан, недемократски, можеби популистички метод кој го применуваше во времето на Никола Груевски? Не се согласувам со вас околу популизмот и многу е легитимно ова што сега се покренува како прашање во општеството, меѓутоа и ние како Министерство за труд и социјална политика не го обрзаме ова решение. Ние работиме 3 месеци. Овој процес ќе продолжи понатаму да трае затоа што треба да го помине дополнително втор пат филтерот како на економско-социјален совет, така и на Сојуз на стопански комори, Стопанската комора на Македонија. Контактирајќи со граѓаните, кога одевме на избори, кога им кажувавме што ние ќе испорачаме како законски решенија за да го олесниме нивниот живот, знаете, голем беше бројот на граѓани кои што баш работниците кои што бараа неделата да го вратиме како ден на неделен одмор. Ден кога целото семејство ќе биде заедно. А секако зошто не оставите на избор? Велам затоа, велам не демократски, можеби звучи сурово, меѓутоа, зошто не оставите избор кога работодавачите би можеле вие да го регулирате начинот на тоа да биде неделата двојно или тројно платена за оние работници што ќе сакаат да работат, па потоа да имаат задолжителен слободен ден во текот на неделата или пак тоа да биде понеделникот. Дали сте сигурни дека голем дел од оние во трговски единици што работат конкретно вработените во молови или пак маркети, има голем дел кои се и млади луѓе кои не инсистираат баш да бидат во недела дома на семеен ручек. И истите тие можеби сакаат двојно да заработат и тројно па да можат во понеделник веќе да одморат. Зошто не оставите на избор? Едноставно зошто се наметнува нешто? Ако земеме во предвид дека овој закон некако пред 5 или малку повеќе години во Европа почнува да се актуализира од страна на синдикалните организации и на верските заедници. Ние сме секуларна држава, верувам дека тука не сме под притисок на црквата за која би инсистирала во недела. Апсолутно не, затоа што ние сме мултирелигиозно општество со припадници од различни религии. Не е тоа причината. Јас ќе ве вратам со едно како против прашање на ова вие што ми го поставивте. Кога ние сите патуваме во европските земји, прва работа со која што се соочуваме е затворените големи трговски центри, затворената трговска мрежа. Значи тоа е искуството од западноевропските земји. Дали е соодветна оваа споредба, со оглед на тоа малку ме потсетува, се извинувам на она кога велевме законот за извршување кај нас, дека беше принесен од холандскиот модел. Во земја каде што социјалната помош во една Холандија е 1200 евра. За разлика од таа колку е кај нас, значи пренесување на закони во европски земји кои се економски силни и каде што навиките и демократијата е отидена во едно друго ниво. Ние сме уште, би се рекло, општество кое ги развива демократските механизми, начинот на живење и создава и натаму физиономија за тоа како треба да изгледа едно општество. Не сметате дека... Не, знаете зошто? Нема да одиме за европските земји. Ајде ќе се вратиме во нашето соседство. Црна Гора го воведе ваквото законско решение и нашиот предлог закон е на некој начин многу сличен измените во законот за работни односи за недела како ден. На исти начин е конципиран како што е црногорскиот. Исто така и во Словенија е недела како ден на неделен одмор и таму се е затворена целата трговска мрежа. Меѓутоа, тргнете од тоа дека и најголем број на барањата точно произлегува од вработените кои што работат во недела во тие големи трговски центри. Што е суштината на измената во законското решение? Важно е да се променат навиките. Дали вие ќе купите една кожена јакна во недела или ќе купите во сабота е сосема неважно. Битно е сите да се не е наметнување, затоа што ова е на крајот на краиштата барање на работниците. Ако вие извадите
500.000 работници да не работат во недела, тоа генерира задоволство на најголем дел, на 2/3 од вработените. Ќе работат тие што мора да работат и од тие 30% на дејности кои што ќе работат во недела, само оние работни места кои што се неопходни за непречено функционирање на општествените текови, на важните, витално важните дејности кои што се важни за општеството, меѓутоа и таму каде што техничко-технолошкиот процес е од таква природа што мора да се одвива во континуитет. Законот предвидува надомест на плата за работа во ден на неделен одмор. И тој си е јасно дефиниран и во закони и во колективни договори. Дополнително, работниците што ќе работат во недела им следува и слободен ден заради тоа што работеле во ден кога цела држава одмара. Па затоа и велам зашто не се остави на избор. Велите Црна Гора и Словенија споминавте, меѓутоа еве Хрватска го одби овој закон, Србија исто така, Бугарија исто така се колеба околу воведување на законот. Најмногу и пред се, бидејќи проценките на стопанските комори се дека во недела со отстапување или неработење ќе се одлеат голем дел на работни места. Дури во Хрватска се вели 10% од вработените или 20.000 работни места ќе бидат под знак прашање доколку се воведе оваа неработна. Јас ви кажав дека Министерството за труд и социјална политика, бидејќи профитот се прави во голема мера во маркетите и во моловите токму во недела, така? Се е во тоа како ќе се организираме. Ако ние се договориме дека треба да купиме она што ни е потребно да испазаруваме за следната седмица, наместо во недела ќе го завршиме во сабота и тоа се работи кои што може да се. Навиките да се прелеат, односно да почнат граѓаните да трошат средствата надвор од границите, односно во недела бидејќи се навикнати да пазарат да заминат на шопинг во Косово или во Србија. Не можат сите граѓани нема да пазаруваат во соседните земји. Најголем дел од граѓаните пазаруваат тука и она што е пазарување во недела, а не е врзано со храна, може да се организира во било кој ден на неделата. Се работи во тоа како ќе го организираме концептот на навиките. Значи, ние бевме сведоци дека ова законско решение постоеше и порано. Меѓутоа, од друга страна пак, кога работниците во толку масовен број, таму во земите каде што се силни синдикатните организации, каде синдикатот има голема улога во одлучувањето и во договарањето, секако дека недела е ден на неделен одмор. Не сакаме да носиме законско решение кое што ќе ги извади работниците надвор. Ние во оваа консултација од 3 месеци имавме средби и со Сојуз на стопански комори. Тие направија една кратка седмична анкета, да речем во рок од 7 дена за нивните членки. 75% од членките на Сојузот на стопански комори се изјасниле дека ова законско решение нема да има влијание врз бројот на вработени. Ви реков, и останува последниот филтер да го издоговараме уште еднаш, односно да го презентираме пред Сојузот на стопански комори, пред Стопанската комора, дури и Советот на странски инвеститори рачунаме дека треба да биде форматот на кој што треба исто така да биде представен овој новиот закон, потоа ќе биде поставен на ЕНР, такви се нашите планови и ќе го слушнеме уште еднаш гласот на јавноста. Меѓутоа, ние до нас стигнуваат информации дека сме па и сериозно поддржани од страна на најголем дел од јавноста. Добро, гледам дека инсистирате на законот кој не знам колку и каде би поентирала оваа влада доколку успее да го донеса, но како и да е, малку е контрадикторно во време кога сега очекуваме да се донесе и закон за декриминализација или легализација на марихуаната и отворање на така наречени социјални клубови. Премиерот неколку пати инсистираше на тоа дека оваа земја треба акцентот да го стави на туризмот и токму економскиот мотив за оваа евентуална легализација би бил оттаму. Верувам дека тогаш веќе ќе дојде сериозно во конфликт со овој закон кога во недела ние би инсистирале на туризам, а се би било затворено тука. Како и да е, тоа е вашиот став и података не можеме да полемизираме, ќе видиме или во наредниот период. Во делот на туризам ние не сме рекле дека ќе ги затвараме туристичките објекти, хотелите, сместувачките капацитети, угостителските објекти ќе работат во недела, тоа нема да го затвореме. Во делот на трговијата, само трговски објекти кои што се во склоп на бензинска станица, во склоп на аеродроми, пристаниште, затоа што имаме и пристаниште нели во Охрид, понатаму автобуски и железнички станици со квадратура начелно до 200 квадратни метри. И она што сакам да го кажам и за јавноста, ова законско решение и сега да се донеси би стапило на сила во моментот кога ќе заврши пандемијата. Начелно за имплементација на законот сме ставили 1 септември, моментот кога ќе почне да се применува. Затоа што сме свесни за негативните влијанија кои што пандемијата со COVID-19 ги имаше генерално врз светската економија, вклучително и нашата. Така, се крина прашуда во јавноста голема во врска со некои информации кои се однесува на насилство врз жените и се зборува за тоа доста. Минатиот месец го донесовте овој закон за спречување и заштита врз жената и семено насилство. Законот е
при прво исчитување изгледа навистина ригиден во однос на казните и начинот на кој ќе се прават санкции и спречување. Сметате ли дека навистина постои доволно човечки ресурси и доволно потенцијал на институциите на системот, бидејќи овој закон секако треба да се спроведува интерсекторски, во соработка со Министерството за правда, со МВР, со невладини организации, како што рековте, социјални работници и така натаму. Дали навистина ние имаме капацитет за да го спроведеме овој закон на сила? Ова е законско решение кое што требаш да биде донесено ден поскоро. Постоеше еден закон за семејно насилство, меѓутоа овој закон произлегува после ратификацијата на Истанбулската конвенција како една од обврските во акцијскиот план за нејзина имплементација. А знаете како? Точно тоа го предвидува законот. Постоечките внатре капацитети на вработени во сите овие институции, затоа што ова е мултисекторски, институционален, координиран пристап во справување со насилството во нашата држава врз жените и семејното насилство. Тоа значи дека сите министерства кои што имаат обврска, единиците на локална самоуправа, владата, собранието, Министерство за образование, внатрешни работи, здравство, центрите за социјална работа, односно Министерството за труд и социјална политика како еден стожерен носител на сите овие активности во кои што се дел од алките на Синџирот за справување со насилство, имаат обврска да своите вработени, да дел од своите вработени, да подготват специјализирани програми за обука, за едукација, кои што ќе ги обавуваат специјализирани обучувачи, тука ќе бидат вклучени дел и од вработени од Министерство за труд и социјална политика, меѓутоа невладини организации со цел да го препознаваат насилството и да постапуваат. Првпат се воведува должно постапување по должно внимание за сите вработени во овие институции, во овие субјекти, при сознание за насилство тоа да го пријават. Првпат и ако не го пријават, ќе бидат санкционирани. Тоа значи дека ние ја подигаме на повисоко ниво. До 5000 евра. Казните се различно од нивото на прекршокот, меѓутоа за непостапување со должно внимание жртвата има право да ги тужи. Ако еден полициски службеник е сведок на насилство, а не постапи согласно законот, тој ќе сноси одговорност, жртвата ќе го пријави и притоа ќе биде ослободена од плаќање на судски трошоци. Има ли доволно социјални работници? Да, ќе ви одговорам. Првпат судиите ќе носат одлука без спроведување на судско росчисте, без одржување на судско росчисте за отстранување на сторителот од семејството, затоа што на нас во центарот на овој закон е заштита на жената како жртва, заштита на незините деца, меѓутоа заштита и на сите што се предмет на жртва во семејно насилство. Ние имаме социјални работници доволно и социјалните работници се првите на браникот заедно со вработените во Министерството за внатрешни работи. И во овој систем социјалните работници, без да сакам некого да дискредитирам, се сепак најупатените за справувањето во насилството. И за социјалните работници кои што ќе работат интегрирано во семејствата каде што постојат индици за семејно насилство, ќе има дополнителни обуки за постапување, затоа што ние воведуваме и општи мерки и специјални мерки во споставување на специјални сервиси кои што се така дозирани да одговорат на индивидуалните потреби на секоја жртва. А има ли доволно шелтер центри? Во моментот во државата има 11, од кои што двата се кризни, во кои што се сместуваат жртви меѓу 24 и 48 часа. Останатите ги сместуваат жртвите во период од 3-6 до 12 месеци. Истанбулската конвенција многу јасно дефинирала колкав треба да биде бројот на легла за прифаќање на жртви на семејно насилство. На 200.000 треба да има, на 10.000 жители треба да има едно легло. Што значи во нашата држава треба да имаме шелтер центри кои што имаат капацитет од 200 легла за да можат да ги прифатат жртвите на семејно насилство. Гледавме тој во сите региони да бидат распределени равноправно. Да, треба да се зголемува бројот на шелтер центри, меѓутоа кога вие подигате општествената свест за препознавање на насилството, за нејзино справување, адресирање, постапување на сите засегнати од базата, од единиците на локалната самоуправа, тогаш системот е буден, ги следи овие состојби, ги адресира точно сторителите и презема санкции и соодветни мерки. Тогаш и насилниците ќе го променат своето однесување. Дополнително, што законот предвидува работа и со насилниците, за да нема рецидив, односно повторување на насилството кое што еднаш го направиле. Така, имате ли податоци колку се зголемен бројот на социјални случаи во време на пандемија? И исто така, што предвиде владата, имаше некои мерки во однос на мерките на пакет помош кои беа спроведени преку управата за јавни приходи, околу 100 евра помош. Дали оваа социјалдемократска влада можеби размислуваше дека на овие лица треба да им се помогне и со, да кажеме, олеснување во плаќањето на оние основни комунали како што е вода и струја?
техничката правовлада со носењето на уредби, а потоа ние како регуларна влада избрана на избори преземавме мерки и активности во смисла дури на измена на законското решение за Законот за социјална заштита, за на кој начин да можат најранливите категории на граѓани да имаат олеснет пристап, односно влез во системот на социјална заштита. Бројките говорат дека ако 27.000 семејства биле корисници на гарантирана минимална помош, онај пакет на средства кој што го добива секое семејство кој што прима такава наречената поранешна социјална помош и кој што е за 300% повисоко од она што беше во еден претходен владеачки да речам режим ајде од минатото. Значи, го олеснивме пристапот и сега од 27.000 семејства во февруари на крајот на 2020 година во декември бројот на семејства кои што примаат гарантирана минимална помош е 32.000. И тоа не е само заради тоа што нагло така се зголеми бројот на семејства кои што осиромашеле заради пандемијата, туку ние ги спуштивме критериумите за да може да се офатат што повеќе ранливи категории на граѓани, да полесен да е пристапот, пониски критериуми за да можат да влезат во системот на социјална заштита, да и добиваат образовен додаток без да пријавуваат дека 85% од времето децата се присутни на настава. Ги укинавме тие критериуми свесни дека пандемијата наметна заради безбедноста од инфекција граѓаните да седат во своите домови, да ги намалат контактите и влегувањето во центрите за социјална работа, тие што изгубиле, значи работа на секој можен начин. Дополнително владата преку 4-те, а сега и со 5-тиот пакет на мерки ги креираше мерките така да во секој пакет различна категорија на граѓани бидат офатени. Прво беа офатени активните баратели на работа во кој што влегува сите што се пријавуваат во агенција за вработување еднаш месечно, во неја беа офатени и стечајците, тие што користат материјално обезбедување заради компании кои што биле во стечај. Вториот пакет на мерки беа и примателите на социјална помош. Вториот пакет на мерки беа офатени и пензионерите со пензија под 15.000, 183.000 граѓани. Беа офатени самохраните родители, беа офатени пасивните баратели на работа некаде околу 85.000. Били сте согласни административното аплицирање, да кажеме, во основа за пристапот, влезот во системот. Значи, ако порано требало да покажете материјалната состојба просек на примања во последните 3 месеци, сега го направивме 1 месец. Ако навреме не сте ги ажурилале своите податоци, ако не сте отишли да се пријавите во агенција, нема да ви изфрли системот веднаш, не е така ригорозен и крут како што е во регуларно време надвор од пандемијата со COVID-19. И последниот пакет се креира со отпис на каматите, долговите што ги имаат кон јавните и комунални предпријатија, кон општините и кон јавните институции. Значи, тоа значи и репрограмирање на нивниот долг во еден пристоен период од 12 месеци за да си ги подмират своите обврски кон овие институции. Во секој случај не се размислуваше на ослободување на оние најранливи групи од плаќање на комунали? Значи, и ова е поддршка и помош во оваа ситуација. Со влегувањето во системот на социјална заштита, тие граѓани добиваат одредена сума на средства со кои што треба да ги подмират тие потреби. Дополнително ние работиме на нивна активација на пазарот на труда. Значи, така е генериран новиот закон за социјална заштита, новиот од 2019, да тие што примаат гарантирана минимална помош им помагаат заедно со заедничка работа Центри за социјална работа и Агенција за вработување да најдат кој е највработливиот член од семејството и согласно неговите перформанси, професионални квалификации, потребата од обука до квалификација да може да се вработи и да излезе од системот на социјална заштита. Сакам да го споделам со вас примерот. Вчера бев на посета на Центар за социјална работа во Виница. 5 семејства од Виница заради ваквиот ангажман, ваквото поврзување на Агенцијата за вработување и Центри за социјална работа излегле од системот на социјална заштита затоа што се вработил еден член од семејството и тоа семејство веќе не е во социјален ризик, тука е семејство кој што прима плата, излегува од системот и ослободува простор за евентуална потреба некој друг да биде вклучен во системот. Енергетските ваучери за струја по 1000 денари месечно ги претворивме во законско решение да може наместо 6 месеци во текот на цела година. Тоа е тоа што ние како влада се трудиме за да одговориме на граѓаните полесно да го премостат овој период. Така, споминавте ваучер од 1000 денари за струја. Тоа е регуларно во закон ставено, енергенси за возима, да. Имаше остри реакции на социјалните мрежи околу една ваша изјава која се однесуваше на тоа дека 500 денари кои би влегле како во враќање кон семејствата назад би значиле многу за 2 месеци за домакинките да купат месо. Дали сметате, да, тоа беа реакција на социјалните мрежи. И точно знамо на кои митинги каде го кажа тоа и која беше намерата. Тоа беше за повраток на ДДВ. Така, за повраток на ДДВ, вие веројатно и ги видовте реакциите на социјалните мрежи делом од нив.
каде што беше дочекана прилично од јавноста како една иронија во однос на тоа. Не, тоа не беше, тоа беше извадено сега во период кога дојдов како министер. Знаете, мери јас Добро, дали сметате се како мене ми е поентата на прашањето, дали сметате дека овие суми како 500 денари, како покачување на пензии од 200 денари, 300 денари, малку повторно ќе си дозволам да кажам, звучат како од времето на Никола Груевски, кога едно покачување од 50 денари на пензијата па одеше на сите фанфари во сите медиуми како главна вест, кога ние секако знаеме што значат едни 500 денари, тоа се помалку од 10 евра. Вакви суми го симнуваат на вистина прагот и критериумот на едно човечко достоинство, особено излегува и податоците за примањата на министрите. Вие сте меѓу оние кои имаат и највисока плата, веројатно тоа има зошто е така, близу 80.000 денари. Дали 74.000 до денар. Дали е вкусно и натаму да зборуваме за вакви суми дека се важни во оваа држава? Верувам дека ме разбирате што ви кажувам. Многу добро ве разбирам и морам да се спротивставам на вашата теза. Апсолутно е неспоредливо со времето на Груевски. Груевски даваше линарно покачување во ноември, во септември или во декември пред избори. Еден месец граѓаните го добиваа покачувањето. Го укина законското согласување на пензиите, растот на пензиите согласно трошоците на живот. Ние го воспоставуваме системот. Го вративме законското согласување 2 пати во годината. Не е срамно да кажам дека пензионерите со најниска пензија од јануари во текот на сите 12 месеци ќе добиваат секој месец 135 денари повеќе. Нивната пензија е повисока за 135 денари во однос на јануари. Една чоколадо, меѓутоа тоа чоколадо кошта во текот на целата година 2200 денари, а не 500-тините на Груевски во декември дадени. Тоа е прва работа. Второ, во јуни имаме второ усогласување кое што ќе се исплати со јулската пензија. Значи тоа не е популизам. Знаете како, треба да им кажеме на граѓаните дека системот значи известност. Граѓаните да знаат дека тоа следување, покачување на пензиите, усогласување не го дава никој, дека тоа го заслужуваат како што се движат трошоците на живот. Ако расте бруто домашниот производ над 4%, пензиите добиваат дополнителна корекција. Ако расте просечната плата над 5%, а минималната над 15%, како минатата година, тие сите добија 722 денари. Значи, пензионерите добиваат пензија која што согласно закон ќе се усогласува. Пензионерите ќе добиваат пензија која што ќе расте, ќе добиваат навреме, како што сте сведоци, дури пензијата сега во услови на пандемија, на светска економска криза, оваа влада ја исплаќа пред завршувањето на месецот. Нешто што не беше пракса во изминатиот период кога бевме надвор од пандемија. Значи, сакаме да го воспоставиме системот. Не е срамно да се каже дека трошоците на живот отишле 1,2%. И тие 1,2% за граѓаните значат 135 денари со минимална пензија. За тие со просечна 185, за некои со поголема пензија и повеќе. Тоа е она што е по закон и никој нема право тоа да им го ускрати. Јас не се срамам, ние го воспоставуваме системот. Морам да одговорам за тие 500 денари за кои што во периодот кога дојдов министер и кога опозицијата немаше аргументи како мене би ме дискредитирала како министер, одеднаш го извадија ова, беше моje обраќање кон граѓани на трибина во Велес во кампањата за парламентарните избори. Јас говорев за тоа дека ние останавме на ветувањето што го кажавме 2016. Парите ќе ги вратиме кај граѓаните. Еден од начините на кои што парите ги враќаме на граѓаните е со скенирање на сметките. И реков, едно семејство со просечна плата, ако за 3 месеци земи 500 денари, тие 500 денари се 2 килограми месо. Јас сум лекар, за еден човек треба 100 грама месо за оброк. Значи, тие 2 килограми значат 20 оброци, односно 5 дена една жена да готви, да обезбеди месо за исхрана. Тоа беше тезата која што ја кажав и која што опозицијата, немајќи аргументи како да ме руши, го кажа ова. Околу платите на високите функционери. Да, јас имам трета по износ плата во однос на колегите од владиот кабинет. Тоа го акцентирав само. Ама имам 29 години работен стаж, јас работев како лекар. Јас не го спорам тоа го акцентирав само во еден, да се ставиме во еден сооднос. И знаете како, тоа е добро граѓаните да знаат кој колку е платен. Да, апсолутно. Тоа е придобивката кога велиме враќање на фундаментите на Европската унија, владење на правото, транспарентност и отчетност. Секој граѓанин треба да знае за секој од нас колку заработил, како ги заработил, имотот, потеклото, колку троши, дали јас денес пијам 2 литри вода или денес пијам литар виски. Се треба да биде транспарентно и граѓаните имаат право тоа да го знаат. Така треба да функционира еден систем. Ќе се согласите дека во минатото ова не беше пракса. Во однос на транспарентноста не. Апсолутно. Така. И последно прашање, Шахпаска.
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, кој е сместен во центар, знаеме дека располага со една инфраструктура од 3 канцелари, неколку социјални работници, и тој е организиран така со години. Мојот впечаток и впечаток на повеќе луѓе кои поминале таму е дека навистина овие 3 канцелари не ги задоволуваат условите конкретно за да се работи непречено и да се задржи приватноста на луѓето кои доаѓаат таму, родители со деца со многу сензитивни проблеми. Дали сметате дека овој постоечки центар ќе задоволува потребите и дали тука треба да се направи промена? Свесни сме за слабостите кои што сме ги наследиле со децении наназад. И во моментот на вистина работиме на реорганизација и воспоставување на вистинско и правилно функционирање не само на меѓуопштинскиот центар во Скопје, туку и на останатите. Конкретно кога се работи за Скопскиот центар, знаете, тука е најголема концентрацијата на граѓани кои што доаѓаат заради одредени барања и проблеми. И на вистина се согласувам со вас. Не е пријатно да вие своите лични проблеми ги споделите наместо пред еден стручен работник во Центар за социјална работа, пред тројца или четворица, пред чии бироа има уште дополнително друга странка. Затоа работиме на реорганизација. Конкретно, еве денес разговараме за воспоставување на електронски внес на сите барања на граѓаните, да не мора да бидат да веднаш бидат регистрирани во системот и во рок од 60 дена биде одговорено нивното барање. Работиме на преселување на дел од центрите во нови простори, односно проширување на капацитетот каде што би можеле да бидат по еден стручен работник во канцеларија за да се дозволи работењето на ваков начин, односно секоја странка да приоѓа слободно и отворено да говори за своите проблеми. Но уште една работа предвидува социјалната реформа. Воспоставување на интегрирано водење. Тоа значи еден стручен работник, водител на случај ќе се грижи за целото семејство со сите проблеми, како парични права, така и во делот на услугите кои што треба да ги прима од центрите за социјална работа. И дополнително, социјалните работници треба да бидат на некој начин како матични лекари на семејствата, треба да излегуваат на терен, да имаат работа на терен, да ги посетуваат семејствата, да работат со семејствата. И треба еден социјален работник да ги упатува своите, да речам, членови на семејството кој што е во социјален ризик, кој што го открил при посетата во средината каде што тоа живе, да работи и да ги вклучува сите стручни работници поединечно, за да може да испорачаме квалитетни социјални услуги, а при тоа да се постигне најдобриот интерес, поаѓајќи од децата, од старите, немојкните, болните, невработените и така натаму. Тука на едно место се сите, значи не се работиме на решавање на наследство на возрастни и деца, па таа игротека една што е за место каде што би можело децата да останат додека се сослушуваат родителите, работи па не работи, па зградата е таква каква што е. Малку и пандемијата ги влоши состојбите, затоа што знаете кога беше целата држава во карантин, кога дел од вработените социјални работници во центрите за социјална работа беа користеа мерки како и сите други граѓани кои што беа вработени заради хронични болести и друго, малку се зголеми притисокот во овој период, меѓутоа работиме сериозно на реорганизација и еве можеби и други простори да добијат. Апсолутно разговараме и за тие опции, она што е во, да речем, под Министерството труд и социјална политика како простор, гледаме да го прераспределиме на вистински начин, особено сега заради пандемијата и контактите, уште поважно е ден поскоро да се работи на тоа и се свртуваме, веќе работиме интензивно со меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Скопје. Малку е полесна ситуацијата на терен, секако дека има и други центри од тие 30 низ државата, меѓутоа генерално мислам дека во Скопје навистина е на некој начин најголем притисокот и тоа точно тука во меѓуопштинскиот центар кој што е веднаш до Министерството за труд и социјална политика. Шахпаска, благодарам што ви сте гостинува еден. Ви благодарам за поканата.